Добро вечер, почитувани гледачи. Започнува централното издание на Дневникот на телевизија Кочани. Еве што ќе гледате во него. Наградната игра Фискална безмака награда во рака во општината Кочани зема се поголем замав. Првото јавно извлекување ќе биде на 30 декември. Советот на општина Кочани денеска ја одржа 12-та и 13-та редовна седница. Пчеларите од Виница се вратија со сребрени и бронзени одличја од сајмот на медот во Сежана, Република Словенија. По повод Денот на човековите права, фолклорниот ансамбл Кочани вечерва на концерт во домот на Арама во Скопје. Со информациите се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Сончеви колектори, Термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете Термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Политички трансфер на советникот Акија Киов, кој од денеска ќе действува како независен и ќе ги поддржува програмските определби на советничката група на ВМРО ДПМН со коалицијските партнери во интерес на ромската заедница. На самиот почеток на денешната редовна седница на Советот на општината со доза на правокласно изненадување одекна изјавата на советникот од редовите на СДСМ Акија Киов. Тој, обраќајќи им се на граѓаните на општина Кочани и на советниците, изјави: Почитуван градоначалник, почитуван председателе, почитувани советници и останати гости. Пред да започнат денешната седница, сакам да информирам кочанската јавност дека од денес во Советот на општина Кочани ќе бидам како независен советник
и интересите на ромите и ромската заедница ќе ги застапувам преку програмата на ВМРО ДПМН, што значи од денес во Советот на општина Кочани ќе гласам по програмата на ВМРО ДПМН. Благодарам. Овој политички и партиски трансфер на Аки Акиов е втор сличен во неговата политичка кариера. На седницата тој не ги соопшти причините поради кои од опозицијата преминува во опозицијата, но истакна дека во иднина како независен советник преку мнозинство ќе ги застапува интересите на ромите. За сега нема официјална реакција од општинската организација на СДСМ за потегот на Акиов, особено поради фактот дека тој високо котираше на советничката листа на оваа партија заедно со коалицијските партнери, ниту на советничката група. Но доколку се работи за лично незадоволство на Акиов од некој внетрепартиски состојби, веројатно сето тоа брзо ќе излезе на виделина. Советот на општина Кочани ги одржа 12-та и 13-та седница со обемен дневен ред. Се расправаше и за работењето на заедничкото комунално предпријатие Пониква. Советот на општина Кочани денеска одржа две седници, редовната 12-та седница, како и 13-та седница на која стана збор за предлог решението за именување членови на управниот одбор на заедничкото јавно предпријатие Пониква ко. На дневен ред на 12-та седница на Советот се најде нацрт буџетот на општината за наредната 2014 година, по која имаше и обемна расправа. На седницата беа разгледани информацијата за извршувањето на жетвата и откупот на оризот во општината Кочани и осврт за извршувањето на есенската сеидба на подрачјето на општината. Беа разгледани и усвоени предлог програмата за јавна чистота на општината за наредната година, предлог програмата за одржување и користење на паркови и зеленило, предлог програмата за управување со отпад на подрачјето на општината, предлог програмата за управување со отпад од пакување за периодот до 2017 година, како и предлог програмата за други комунални услуги, третман на кучиња скитници и други нерегистрирани кучиња. Инаку на денешната седница советниците донесоа одлука за утврдување на цената на водата за кориснички места за јавна потрошувачка, донесена од управниот одбор на комуналното јавно предпријатие Водовод. Ја разгледа нацрт програмата за празнување за новата 2014 година, програмата за култура и спорт за наредната година, како и предлог програмата за спроведување општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на општината. На седницата беа разгледани предлог финансиските планови на јавната општинска установа Детска градинка Павлина Велјанова, како и на јавната општинска установа Библиотека Искра од Кочани. Наградната игра Фискална без мака, награда во рака, зема се поголем замав. Интересот е голем, а првото извлекување е на 30 декември оваа година. Наградната игра Фискална без мака, награда во рака и во општината Кочани зема се поголем замав. Интересот е голем, а првото извлекување е на 30 декември оваа година. Кочанчани се почесто ја бараат својата фискална сметка кај продавачите за да учествуваат во наградната игра. Покушуваме да собереме, а може да собереме не толку, још повише. Па добро е сигурно. Зашто луѓето дикенџиите да се збогатуваат, да не дават фискални сметки, не дават на народот? Не. Не се заинтересиран. Па не знам. Не сте стрекли или не верувате во лотарија? Не верувам многу у тоа. Да, обавезно. Очекувате ли да ви се падне стан, може би? Не очекувам, ама ќе собирам. Да се надевам, ама не очекувам баш многу. Да, ќе собирам. Очекувате ли да ви се падне? Не. Но сепак ќе учествувате? Да, ќе учествувам. Според вас добри ли се ваквите лотарии? Идејата одлична. Збираме. Очекувате ли да ви се падне? Па очекувам, но кој дали ќе ми се падне? И за министерот за економија и вице-премиер Зоран Ставревски, наградната игра е се поприфатлива од страна на граѓаните на Македонија. За неја тој вели: Од она јас што го слушам и од она што можам да го видам досега, интересот за наградната игра е голем, сите бараат фискални сметки и дури и продавачите ги советуваат луѓето да си земат фискални сметки и да учествуваат во
наградната игра да дојдат до стан, куќа, кола или се она што се вредни награди во самата игра, така да очекувам дека од ден на ден интересот ќе расте. Првото коло, првото излекување ќе биде на 30 декември, непосредно пред Нова година, така да најсреќните ќе се вселат, што се вели, во нов стан или ќе добијат дуќан или ќе добијат кола непосредно пред Нова година, така да мислам дека наградната игра ќе биде исклучително успешна. Првото излекување на 30 декември, кога најсреќните ќе добијат стан, дуќан, автомобил и бројни вредни награди. Пчеларот Илчо Костадинов од Виница доби уште едно меѓународно признание на сајмот на медот во Сежана, Словенија. За цветниот и шумски мед од Виничкото поднебје доби сребрена плакета. За пчеларот Илчо Костадинов од Виница, одгледувањето на пчелни семејства и производство на мед од 2006 година е семеен бизнис. Тој и неговото семејство се определиле за пчеларењето од причина што Виничкиот крај располага со шуми и ливади на кои може да се одгледуваат пчелни семејства. Пчеларникот е лоциран во село Црн Камен, Виница, во една чиста средина и тој пчеларник сега е и органски пчеларник, значи од оваа година сертифициран од Балкан Биосерт. Пчеларникот има 3000 квадрати и на него моментално има 150 пчелни семејства, но пчелите таму се до 15 јуни и ги селам пчелите во обозна на два терени, тоа е десно Миташинскиот дел и лево Пато за Голак. За цветниот и шумскиот мед од Виничкото поднебје Костадинов доби сребрени плакети на меѓународниот надпревар на производителите на мед од Европа, одржан во Сежана, Република Словенија. Наградата од Словенија ми се многу драги. Ми се многу драги затоа што Словенија е колевката на пчеларството. Колевката на пчеларството, може да се каже дека од таму потекнува пчеларството. И Словенија е многу напредна во пчеларството и тај критериум на оценување е многу на повисоко ниво за разлика од другите. Јас имам освоено две сребрени одличи и тоа за цветниот мед и за планинскиот. На тоа такмичење зредува учествуваат и други пчелари од нашето Одружението Матица Виница. Бронзени плакети за квалитетен мед од Виничкиот крај на оваа престижна манифестација во Словенија добија и виничките производители на мед Киро Арсов и Јаким Митев. Посета на ловниот дом Осогово од страна на прводеленците од основното училиште Кирил и Методий. Прва средба со препарираните животни во просториите на домот. Прводеленците од основното училиште Свети Кирил и Методий од Кочање денеска го посетија ловниот дом Осогово, каде љубопитно ја разгледаа просторијата во која уредно се сместени препарираните диви животни и птици. Ова беше нивна прва средба со овој животински свет, па затоа беа мощно возбудени и импресионирани. Ова активност е дел од програмата која изучуваат во училиштето по предметот за познавање на природата и општеството. Бидејќи станува збор за ученици од прво одделение, а ние учиме за диви животни, еве дојдовме во ловниот дом, учениците да можат да видат дел од дивите животни и птици кои што живеат во нашиот крај. Бидејќи така впечатоците ќе останат подолготрајни. Децата беа многу љубопитни, тие поставија повеќе прашања и на нас наставничките, како и на ловецот што беше присутен овде и сега еве можност да се заблагодарам од моје име и од името на учениците за исцрпните одговори што ги даде на учениците. Учениците со голема љубопитност и воодушевување следеа и наблюдуваа. Исто така и тие имаа своји коментари од предзнаењата што ги имаа. Јас се викам Бојана Митева. Ние денес дојдовме да го посетиме ловното здружение. И што видовте овде? Мечка, лисица, волк. Видовме лисица, мечка. Многу ми се допад. Дојдовме да го посетиме ловното животните како да живеат и што се хранат. Во ловниот дом Осогово ученици од сите основни училишта од општината доаѓаат и се запознаваат со тоа како членовите на ловното здружение Осогово од Кочани се грижат за овие разновразни препарирани животни. Во туристичките агенции незадоволни од овогодишниот интерес на граѓаните за новогодишни аранжмани. Само ограничен број кочанчанци на лудата ноќ ја дочекаат во Банско, Република Бугарија.
Како подлабоко навлегуваме во капитализмот и неговите пазарни законитости и стандарди, така празнувањето ги прославуваме се порестриктивно. Дури и кога е во прашање дочекот на најлудата ноги во годината, забавата бележи најдолна тенденција. Интересот за нова година е под сите очекувања, а граѓаните загрижени за својата иднина многу претпазливо се соочуваат со помалку неопходните предизвици на животот. Денеска ги прашавме вработените во туристичките агенции за интересот на кочанци, виничани и граѓаните од другите населени места, за интересот на новогодишните аранжмани и еве каков одговор добивме. Нашата агенција има понуди за секаде из Македонија, за устранство во соседните земји, како например Бугарија, Грција, Румунија, Србија, Италија. Најголем интерес и уствари и нешто интересно за оваа година е Одеса, тоа е Украина. Цената за аранжманот е 145 евра за 3 ноќевања и доручок со превоз и дочек на свечена, дочек на нова година на плоштад или у ресторант. Најголема заинтересираност има за Банско. Цените се движат од 120 па на нагоре. Тоа се со 2 ноќевања и доручек и свечена вечера од 60 па на нагоре. Интересот е послаб, за разлика од прошлата година. Ми се чини дека оваа година ќе има повеќе интерес за нашите локали, да речеме во Кочани, а за устранство е послаб интерес. Цените се мислам исти како и лани. Нема некоја разлика. Кај нас вообичаено угостителите нудат цени кои очекуваат да бидат прифатени од граѓаните. Дочекот на нова година ќе се движи помеѓу 1000 до 2000 денари. Нема најави за големи музички звезди, бидејќи тие ја креваат цената. Па затоа расположението ќе го диктираат главно домашни групи и пејачи. По повод Денот на човековите права, 10 декември вечерва во Домот на РМ во Скопје се одржува меѓународниот фолклорен фестивал со учество на ансамбли од 10 на европски држави. На концертот свој настап ќе има и фолклорниот ансамбл Кочани. Во рамките на одбележувањето на Денот на човековите права 10 декември, вечерва во салата на Домот на армијата на Македонија во Скопје се одржува меѓународниот етнички фолклорен фестивал во организација на невладината организација ЕС од Скопје. На фестивалот ќе земат учество фолклорни ансамбли од Турција, Бугарија, Албанија, Србија, Босна и 4 ансамбли од Македонија. На концертот во Домот на армијата на Македонија во Скопје свој настап ќе има и фолклорниот ансамбл Кочани од Кочани. Како што не информира подпредседателот на ансамблот Тони Манасиев, привилегија е да се настапи со фолклорни групи од повеќе европски земји заедно. Кочанските фолклористи на концертот во Скопје ќе се представат со сплетот ора и песни, повардарје и жетварка. Благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатна вечер со програмата на телевизија Кочани. Довидување.